предпладнево во Државната изборна комисија се поднесени 16 приговори за сумирањето и утврдувањето на резултатите од вториот круг на локалните избори. Кандидатот Хаким Рамадани од Брвеница поднел приговори за 4 избирачки места. Коалицијата Твоја Македонија поднела 10 приговори во Шуто Оризари, а приговори има и од Сојузот на ромите и Искуство за успех во Карпош. Рокот истекува денес во 16 часот и 30 минути. Министерот за здравство Азир Алиу изјави дека се менуваат и прилагодуваат закони за да се реши проблемот со недостиг на тумор маркери за онколошки пациенти. Целта е постапките за набавка да почнуваат порано за да не доаѓа до доцнење. Во моментов, тумор маркерите може да се обработуваат на биохемија. За случајот на директорот на неврологија, извештаите се во финална фаза. Заменик министрите Ане Лашковска и Јовица Андовски учествуваа на високиот сегмент на 7-то собрание на протоколот за вода и здравје во Будимпешта, посветено на 20 годишнината од неговото стапување во сила. Лашковска истакна дека земјата останува посветена на подобрување на пристапот до безбедна вода и санитација, модернизација на инфраструктурата и зајакнување на отпорноста кон климатските предизвици. Заклучоците од состанокот ќе бидат внесени во подготовките за конференцијата на Обединетите нации за води во 2026 година. Министерот за одбрана Владо Мисајловски оствари средба со новопоставениот командант на НАТО мисијата КФОР, генерал-мајор Оскан Улуташ, на која беше нагласена важноста на мисијата за мирот и стабилноста во Косово и регионот. Македонија продолжува да придонесува преку учество на своите припадници, со што се зајакнува партнерството и колективната безбедност во рамките на НАТО. Буџетот за 2026 година ќе изнесува 6 милиарди евра приходи и 6,7 милиарди евра расходи, со дефицит од 638 милиони евра. Владата планира ново задолжување од речиси 2 милиарди евра, дел преку еврообврзница и меѓународни заеми. Најголем дел од средствата ќе одат за пензии, плати и социјални трансфери. Проектирани се економски раст од 3,8%, инфлација од 2,5%. Советот за национална безбедност на Црна Гора одлучи престојот на државјани од земји кои не се усогласени со визниот режим на Европската унија да се скрати од 90 на 30 дена. Мерката има за цел построга контрола на миграциите и финансиските активности на странци. Најавени се и построги услови за добивање привремен престој, вклучително и инвестиции во недвижнини од најмалку 200.000 евра или вработување со полно работно време. Мерките се дел од усогласување со европските стандарди и зајакнување на институционалната безбедност. На францускиот остров Ил де Олерон, возач со автомобил удри во група пешаци и велосипедисти, повредувајќи најмалку 10 лица, од кои двајца се во критична состојба, јавува Ле Парисен. Според сведоци, возилото се движело со голема брзина и изгледало како возачот намерно да ги таргетира луѓето на улицата. Полицијата го уапсила осомничениот на местото на настанот, а истрагата за мотивите е во тек. Најмалку 7 лица загинаа, а 11 се повредени откако товарен авион на UPS се урна близу аеродромот Мухамед Али во Луисвил, Кентаки. Авионот се урнал кратко по полетувањето и предизвикал силна експлозија што зафати околни објекти. Се трага по 2 исчезнати лица. Дел од повредените се во тешка состојба и бројот на жртви може да порасне. Авионот летал за Хонолулу и носел околу 144.000 литри гориво. Во тек е истрага за причините на несреќата. Само неколку часа по победите на демократите на изборите во Вирџинија, Њу Џерси и Њујорк, поранешниот председател Доналд Трамп побара темелни измени во изборниот систем. Тој на Truth Social повика на задолжителни лични документи за гласање, забрана на гласање по пошта и спречување проширување на Врховниот суд. Демократите освоија клучни функции и постигнаа успех на локалните референдуми, што предизвика незадоволство кај републиканците. Според Трамп, изборните правила им даваат предност на демократите, иако неговите тврдења за изборни измами не се подкрепени со докази. Со благослов на неговото блаженство, архиепископот Охридски и Македонски и на Јустинијана I, господин Стефан, Македонската православна црква. Охридска архиепископија отвори нов пункт за поделба на топол оброк во храмот Свети Великомаченик Георги во селото Петровец. Ова е 9-тиот пункт од ваков вид, кој сведочи за континуираната грижа на црквата за народот и најранливите категории граѓани. Според отец Оливер Петровски од хуманитарната организација Свети Спас, само во првите 2 дена во новиот пункт биле поделени близу 40 оброци, а бројот секојдневно расте. Во постојната народна кујна во црквата Свети Спас се подготвуваат околу 195 оброци дневно, повеќе од 5000 месечно, бројка која, според отец Оливер, наскоро ќе надмине 200 дневно благодарение на поддршката од верниците и добротворите. Македонската православна црква, Охридска архиепископија планира до крајот на годината да отвори уште еден пункт, со што бројот ќе се заокружи на 10.
Народните кујни веќе функционираат во неколку скопски населби, меѓу кои Горно и Долно Лисиче, Драчево, Кисела Вода, Аеродром, Автокоманда, Бутел и Ѓорче Петров, преку овие активности. Македонската православна црква уште еднаш ја покажува својата посветеност на делата на љубов, милосрдие и грижа за секој човек во потреба.